zaдаде там долу темир капира там долу Во Солун среде градот имаше мермерна чешма. Околу неа се врткаше човек облечен во градска носија. Му се приближи еден селанец со кошница во рацете. По вода ли си дошол, пријателе? Да, вода чекам. А ти што носиш во кошницата? Јајца. Великденски јајца. Тоа беше договорената јавка. Граѓанинот и селанецот тргнаа заедно. На крајот од градот се наоѓаше голема и пространа куќа оградена со висок камензид. Кога пристапија до портата, граѓанинот 3 пати тропна со железната алка. Од балконот некој праша: Кој чука? Чичко Јанко чука, одговори граѓанинот. Големиот железен клуч штракна неколку пати и портата се отвори. Тие влегоа внатре. Оној што им отклучи ги поведе во една голема одаја. Одајата беше преполна со луѓе. Селанецот ја симна капата и поздрави: Добар ден, браќа. Добар ден, гоце, и добро ни дојде, одговорија сите. Само уште тебе те чекаме. Како успеа да влезеш во градов? Како те пропушти стражата? Праша еден од присутните. Треба да умееш, рече Гоце. Селскава облека ме дочуваа, со великденските јајца ги подмитив стражарите. Еве, самите се почестија од оваа кошница. Сите се зачудија. На дното од кошницата, скриени под преостанатите јајца, се покажаа неколку бомби. Скриен во појасот блесна и новиот револвер. Тука во Солун беа дошле сите четни началници и војводи од овој крај. Состанокот го отвори Гоце Делчев. Драги браќа, рече тој, ке дојде денот кога македонскиот народ ке се крене на оружје, на востание. Народот од нас чека помош и заштита. Тој што станал комита не еорач. На комитата пушката му е плугот. Треба да знаете, кој се бори за слобода не умира дома на постела. Тој ќе умре во борбата. Сами треба да си помогнеме. Помош не треба од никаде да чекаме. Оние што чекаат помош од бугарскиот двор се лажат. Нив чавка им го испила умот. Тие се народни предавници. Помошта сме ние, народот. А народот е сила. Затоа треба поусилно да работиме на востанието. Оттемел да ја растресеме Турската империја. Таа и онака е веќе гнила. Уште долго говореше Гоце. Говореа и другите војводи и четни началници. Гоце го заврши говорот со извикот: Смрт или слобода? Смрт или слобода, одговорија сите. Беше рано утро. 4. мај 1903 година. Звездата деница тивко трепереше на целото Баница. Во селото петлите пееја. Го најавуваа раѓањето на новиот ден. Луѓето стануваа од постелите.
Istok se crveneše kako krv. Goce Delčev, sočetata na Dimitar Guštanov i Đorgi Brodalijata, sena se 20 mi na duši, spijejavo selo to banica i ništo lošo ne prečustvuva. Tuka se beše zatekol i revolucionero Dimo Hadži Dimov. Ušte ubavo ne se beše razdenilo, koga od te strani vo selo to zalaja kućinje. Ne potraja dolgo, vo kućata vleze jedna zadišana babička i izvika. Sinovi, stanuvajte. Iljaden turski asker go sardi sa seloto. Za mig Goce stana na noze. Ja napolnim aliherkata. Gi pregleda revolverite i bombite. To ago napravija i drugite. Za mig site bea gotovi za krvava i neramna borba. 20 duši protiv 1000 turski asker. Goce, predloži Dimitar Guštanov, da povede me borba od celovo, od jakive kameni kući. Koga ke padne mrak, nekako ke se izvlečeme. Goce malku se pozamisli i reče: ne, to ne smejeme da go napravime. Turcite ke go izgora celovo banica kako što gi izgoreja Baldovo i Karbinci. Morame da go probijeme obračoti da izlezeme nadvor. Toj što trgnalvo borba za sloboda, odamna ja prežalil glavata. Goce cvrstoja stegna puškata, gordo se ispravi i komanduvaše: za slobodata na Makedonija, braća, napred natiranite i porobitelite. To ago, reče Goce i prv se vturna nadvor niz vratata. Kako risovi ponego se vturna i drugite komiti. Od drugata strana zapukaa puškite na turski otasker. Grat od Kuršumi se isturi vrzniv. Goce pretrča do jedna presušena rekička. Ponego pretrča i drugite. Legnete, vikna Goce. Site legna. Dvadeset ognjeni puški zgrmeja. 20 žeški olovni zrna se zabijavo krv i meso. Se zaniša tanec od opsadatelite. Turski otasker im vrati grmeš od mnogu puški. Nekoj od kocevite drugar izvika: Meranija. Goce se potkrene. Eden kuršum go probodevo gradite. Blikna vrela crvena krv mu go poprska elekot. Goce skrcna so zabite, ušte posilno go stegna kundakot od maliherkata i izvika: udrete na porobitelite, strelajte na kućinjata. To bea poslednite negovi zborovi. Goce ležeše i ja polevaše so vrela krv svojata porobe na zemlji. Se čineše deka je živ i deka je celuva zemljaka so svojite vreli usni. Pak zgrmeja komickite puški. Gore se krena čat. Of mi gi skina nozete.
izvika nekoj. Gubija Guštanov, izvika vtor. Borcите se prorediju. Padna 5-6 duši, na obračut ne možeše da se probije. I kako ke se probije? 15 borci se boreja protiv 1000 turski asker. 15 puški protiv 1000. Eden po eden vobliskana kamena plevna, izvika nekoj. Durjednite strela, drugite se povlekuva kon kamenite zidovina plevnata. Oci te strani vo seloto se krena čat. Ogneni jazici go goltaa seloto banica. Celi od den drugarite puka na askerot. Celi od den komitite so kuršumi go branea mrtvoto telo na svojot vojvoda. Celi od den ne smeješe nikoj od turskite vojnici da mu pristapi na mrtvi od goce. Večerta, pod krilata na mrakot, drugite preživejani borci se izvlekoa nadvor od selota. Seloto banica veke beše vo pepel.